Дали таблетите го лекуваат коренот на проблемот или пак само ги замолчуваат симптомите? Каде одиме прво кога ќе се разболиме, на доктор или на молитва? Дали медицината и духовноста се две спротивни страни или се сепак сојузници во една иста борба кога станува збор за здравието на човекот? Јас сум Ана, а ова е Клуч. Клуч од фиоката која никој не ја отвара. Денеска сум заедно со две докторки. Едната сече, другата лечи, но нема да зборуваме за диагнози, ниту ќе бараме конзилиарни мислења, туку ќе зборуваме за духовноста и за медицината. Епа здраво живо, докторки, како сте? Добро вечер, благодариме на поканата, добри сме. Добри сте, баш ми е драго. Добро вечер и од мене. Благодариме на поканата. Ана, баш ми е драго што ќе бидам денес дел од овој подкаст. Супер, и мене ми е драго. Инаку докторката која што сече е доктор Весна Јовановска-Маневска, специјалист по општа хирургија, докторката која лечи, доктор Маја Иванова, специјалист, онколог и радиолог. Извинете, радиотерапевт. Радиотерапевт. Епа на почеток сакам да ве прашам како ви е на работа? Какви ви се условите? Како ви поминува денот? Како со пациентите? Ајде раскажете ни малку. Условите се такви какви што се во цело здравство во Македонија. Помалку доктори, повеќе пациенти. Можам да кажам дека сме оптеретени малку повеќе од тоа што би требало да сме оптеретени како доктори, но тој што си ја сака работата може да го изменаџира сето тоа и да го понесе тој товар и тој притисок и успешно да си ја врши својата работа. Така. Условите се стандардни, јас би рекла. Сега што сакам да кажам со тоа стандардни? Обично се работи за некој системски проблем кој што се провлекува повеќе години во нашето здравство. И најголемиот притисок и незадоволство од страна на пациентите е тоа што кај нас има еден таков менталитет дека пациентите сакаат сега, одма и веднаш да се заврши одредена работа. Сега јас ќе направам една паралела, споредба, да кажеме со другите земји, Германија, Словенија и така натаму. Значи таму имаме закажување стрикно на термини и да кажеме за еден ортопедски преглед, кој што не спаѓа во итна патологија, значи се работи за хроничен случај, може да се чека 3, 4, 5, па дури 6 месеци. Кај нас пациентите сакаат сега, одма и веднаш и тука настанува најголемиот притисок и незадоволство на пациентите, долго чекање и така натаму. Значи па нели, помал број на термини за одредени диагностички процедури и во суштина тука е тој притисок, проблем што се ствара и незадоволство од страна на пациентите. Така. Ако повторно треба да се одлучите за професија која би сакале да работите, повторно би се одлучиле за медицината? Имајќи го сето ова во предвид? Дефинитивно да. Да. Исто јас, значи дефинитивно доколку повторно бирала професија, би ја одбрала медицината. Јас ве накратко ќе кажам за мојата љубов кон медицината. Значи започна уште од многу мала. Значи јас се сеќавам кога бев дете, моите играчки беа од типот на медицински сетови, мантили и така натаму. Се сеќавам од времето кога ги прегледував моите баба и дедо, ги аускултирав со стетоскоп и така, значи таа љубов се провлекува уште од тој период. Значи до ден денес, така да секако повторно би ја избрала истата професија. Многу убаво. Мислите ли дека вашата работа како докторки е повик, а не е само професија? Дека е повик е дефинитивно е повик, има нешто повеќе од работа. Јас мојата работа ја гледам и како мисија во извршување на повикот да направиш нешто добро за луѓето кои што доаѓаат, нели, да примат помош. Со сите тие диагнози. На мојот оддел, односно на моето работно место, таму каде што сум. Така, да. Исто и да, вие, исто јас би се надоврзала, значи исто јас мојата работа не ја гледам само како професија, значи дефинитивно тоа е повик, значи повик од Бог да бидам една алатка, односно вклучена во системот на лекување, помош, подкрепа и така натаму на пациентите на кои што им е потребна било каква на медицинска помош. Може ли еден доктор да биде добар,
а да нема сочувство? Па може да биде професионалец. Може да биде добар професионалец, да си ја врши добро работата и покри тоа што ете емоциите, сочувството, може би не му се на највисоко ниво. Но сепак, јас мислам дека Да. сочувството игра голема улога, едноставно да се приближиш до пациентот и пациентот да може да се отвори спрема докторот и да има една меѓусебна доверба за да може лекувањето да се спроведе непречно добро. Така да. Истото и е. Да, значи во однос на професионалност, апсолутно може да биде професионалец и доктор кој што нема сочувство, меѓутоа од аспект на пациент, јас сум цврсто убедена дека секој пациент би избрал доктор кој што има сочувство, затоа што има различни диагнози, сериозни проблеми и така натаму. Сега на пациентите не им треба само лекар, нив им треба лекар човек. Така да дефинитивно, значи доктор со сочувство е она кој што би го избрал секој. Да. Доктор Маја, секојдневно се соочувате со пациенти кои што имаат тешки диагнози и дури нели со смрт. Како после работното време? Што ви дава сила да издржите и да продолжите понатака? Зашто сепак? Видете, на вистина некогаш има многу тешки периоди, некогаш полесно, некогаш потешко. Например, имало серија случаи на смртни случаи каде што нели пациенти со онколошко заболување даваш една линија терапија, друга линија зрачиме, правиме, не иде, едноставно пациентот умира, доаѓа до фатален крај. И можеби имало период со баш така серија од фатални последици за пациентите и верувајте не е едноставно тоа да се носи и самиот доктор. Искрено мене што ми помага е верата во Господ Исус Христос. Јас така ја канализирам мојата тага, моето незадоволство, стресот, поминатото време, мојата лична врска, односно интимен однос со Бог е тоа што ми дава можност да се обновам, да се ревитализирам и да продолжам понатаму со сочувство, со мотив да им помагам на пациентите, со мотив нели плюс нешто да научиш, да се сретнеш со новите научни методи, со новите лекови, да можеш да ги примениш понатаму за добробит на пациентите. Како кога има некоја таква ситуација, се случува нели смрт, како тоа се соопштува на блиските? Се трудите тоа да биде на најбезболен начин? Не, видете, не секогаш пациентите умираат на онкологија. И не треба да умираат на онкологија. Тоа е, како да кажам, исклучителни случаи кога остануваат и умираат кај нас. Периодот кога пациентите умираат е всушност период на палиативно лекување на онколошките пациенти. Има палиативна установа каде што тие пациенти би требало да бидат згрижени. Кога нели има случаи умираат, го кажуваме на начин кој што мислиме дека е најдобар за фамилијата, а понекогаш не ни размислуваме бидејќи можеби и ние сме во тој момент во некој шок. Так. Немаме посебни обуки за тоа како да им соопштиме на фамилиите за смртните случаи за нивните најблиски. Но добро, но сепак нели кога сочувствувате, сепак веројатно на некој најбезболен начин. Вистината мора да се каже. Каква таква мора да се соопшти на фамилијата. Доктор Весна, колку болестите се последица на хроничен стрес, бидејќи факт е дека живееме некое динамично време, постојано под стрес, притисок, нездрав начин на живот. Така. Дали сепак сметате дека болестите кај луѓево се како резултат на тоа? Апсолутно. Значи тоа е и научно докажано дека за настанување на сите хронични болести има повеќе фактори. Сега тука би можеле да спомнеме нели нездрава исхрана, пушење, алкохол, недоволно физичка активност, меѓутоа апсолутно хроничниот стрес можеби би рекла и некаде на прво место. Значи би го ставила во овој дел. Што значи хроничен стрес? Значи кога еден човек е под хроничен стрес, се лачат така наречени тие
стрес хормони во организмот кои што предизвикуваат комплетен дисбаланс, значи во телото, и кога таа состојба трае подолго време, затоа нели викаме и хроничен стрес е причина за разноразни хронични болести. Значи ќе почнеме од хипертензија, белодробни заболувања, диабетот, тука би можела да го споменам, кардиоваскуларните болести, па значи во нели најлош случај и малигните болести се причина на еден хроничен стрес. Што е препораката на докторот кон еден таков пациент? Дали таблетите секогаш се решение? Не, таблетите не се решение, значи апсолутно. Во ваква состојба, во секој случај, значи препораката е една, јас би препорачала, значи една духовна надградба на пациентот. Зошто велам така? Затоа што во современата медицина, значи има еден холистички пристап, значи на лекување, каде што не се гледа само физичкото здравје, него здравјето е збир од физичко, ментално и духовно здравје. Сега, значи, многу е битно да се посвети повеќе внимание на таа духовна димензија и тоа да им се објасни на пациентите дека коренот на проблемот е всушност во тоа духовно здравје, кое што е, за жал, занемарено кај нас. Дали вистински еден човек е здрав кога има живот без болка или пак живот со внатрешен мир? Убаво би било кога пациентот нема никаква болка и нема никаква болест. Меѓутоа, статистички, процентуално, значи голем дел од популацијата има било каква хронична болест. Дали тоа е хипертензија, дали е кардиоваскуларна болест, дали е диабет, дали е некоја посериозна болест. Така да во овој случај многу е битен внатрешниот мир кој што ќе го има пациентот. Мирот кој што доаѓа единствено од Бог, значи Исус Христос е принцот на мирот. И тоа е многу битно, значи кога пациентот го има тој мир, тогаш и самиот тек на лекување, значи иде во многу полесен правец, многу подобро, и исходот од болеста, доколку е некоја посериозна болест, секогаш е подобар, меѓутоа и доколку постои хроничната болест, квалитетот на живот кај тој пациент е многу подобар. Сте се почувствувале ли некогаш дека не сте вие оние кои лекувате? Видете вака, значи ние сме лекари, нели? Пациентите доаѓаат кај нас, ние поставуваме диагноза и даваме терапија. Значи ние сме тие кои што, да кажам, лекуваме. Меѓутоа многу е битно да истакнеме дека постои некој над нас. Исус Христос е лекар над сите лекари. Така да тоа е клучниот момент. Доктор Маја, се согласувате? Па видете, кога пациентот има вера, надеж, кога тргнува да се лекува со еден позитивен став во однос на неговата болест, секогаш работите одат кон подобро. Тоа во пракса, можам да го кажам, го забележувам многу често. И во самата Библија е запишано, самиот Исус вели, нека ти биде според верата. Па така, колку и ние да лекуваме, колку и да се трудиме, колку и да менуваме терапии, сум видела во пракса, значи и кај пациентите кои што очекуваме да има добар исход, лекувањето не тргнало на добро, бидејќи од самиот старт негувале некоја негативност, верувале дека нема да биде добро, веруваат дека они се жртва на болеста и едноставно не се завршува добро. Сега, нека ви биде според верата. Ако пациентот верува дека он не е жртва, дека ќе се избори со болеста, дека ќе биде добро, верува дека ќе прими од Бог исцелување, бидејќи не е Божја волја луѓето да патат, пред време да умираат, така да и текако Бог е тој кој што е над лекарот, го дава последниот збор, но секако треба и пациентот со вера да пристапи за да прими еден добар тек на настаните. Ги охрабрувате ли на тој начин? Им зборувате ли на пациентите? Па видете, ги поттикнувате во верата? Дневно имам од 30 до 50 пациенти и не секогаш можам со секој пациент да разговарам во однос на охрабрување, во однос на позитивно размислување, во однос на верата во Бог, но секако кога пациентот сам сака, а се гледа тие пациенти кои што сакаат да разговарат повеќе, нешто повеќе да слушнат, повеќе од диагнозата. Наоѓам време, нели, да го споделам она што јас го знам во однос на верата. Така. Кој е докторот над докторите?
Да, кажавме, Исус Христос е доктор на сите доктори. Неодамна се соочуваше со сериозна здравствена Да. ситуација. Како успеа тоа да го надминеш? Би сакала ли да споделиш на кратко? Да, значи пред неколку години јас се соочив со посериозен здравствен проблем. И сега тоа што би сакала еве да го продискутирам е тоа што е различно кога пациентот е лекар и пациентот е немедицинско лице. Тоа значи дека кога пациентот е лекар, нели, од научен аспект, ги знае сите, знае се за било која состојба, за било која болест, го знае текот на лекувањето, па тука знаете како, значи може да има и многу црни сценарија, затоа што ние како доктори знаеме едноставно се, а и тоа што не знаеме, нели, достапно ние имаме литература и можеме да прочитаме, мада тоа сега достапно и на сите други пациенти. Сега тоа што би сакала јас тука да истакнам, е дека јас сум член на христијанската црква Благовест во Република Македонија, предводена од епископите Константин и Милена Кајшаров. И таму научив дека вистинското лекување започнува кога науката и духовноста се соединуваат. Така беше и во мојот случај. Значи, целата ситуација заврши со еден позитивен исход, меѓутоа со едно долготрајно и длабоко духовно менторство. Убаво. Ви помага духовноста во текот на секојдневието? Каде практично учите, од каде црпите? Исто јас сум член на христијанска црква Благовест, каде што е пастор Константин Кајшаров. Таму сум член веќе 12 години и можам да кажам дека има комплетна промена како во мојот дух, така во мојата душа, во моите размислувања, во моите зборови, начин на изразување. И сето тоа е процес. Не е доволно човек да каже да, верувам во Господ Исус Христос, толку доста доволно. Значи, на умот му е потребно време да се обнови. Значи, обновувањето на умот според христијанскиот начин на обновување на умот, според Библијата, Божјето Слово, навистина е еден долг пат, константен пат на усовршување, но дава еден голем плод, добар плод на живот. И тој добар плод може да се сподели и со другите луѓе, односно и они може да видат дека е многу полесно да чекориш со Бог, со другите верници од црквата, всушност се подкрепуваме во Словото, се подкрепуваме во тешки моменти, значи си пружиме помош, поддршка. И едноставно животниот пат е многу полесен. Сите имаме искушенија. Не значи ако нели веруваме во Бог и секогаш се е розово. Напротив, имаме многу искушенија, имаме битки, имаме секојдневни предизвици, но е многу полесно кога ја имаме Божјата љубов, Божјиот мир и тоа всушност ни дава еден патоказ да чекориме без да подклекнеме и да подклекнеме Бог ќе не крене. И затоа е многу интересно. Значи, подклекнуваш, има тешки денови, тешки ситуации, но Бог ти ја обновува силата, баш како на орлите, не обновува и одиме напред. Интересно. Да заокружиме, медицината и духовноста се спротивни страни или сепак сојузници во иста борба? Не, значи медицината и духовноста никако не може да бидат спротивни страни, апсолутно се сојузници во една иста борба. И јас тоа претходно го спомнав, ќе го повторам уште еднаш, значи еден здрав човек, не значи само физичко, тука не спаѓа само физичкото здравје, него имаме физичко, ментално и духовно здравје. Така да медицински, значи тоа научно е докажано дека кога пациентот значи пристапува со една позитивна вера, јас би кажала, има една конструктивна визија, значи има една за целиот исход од болеста и она обично секогаш иде во многу полесно, многу подобро лекувањето и секогаш има позитивен исход. Така. За крајот подкастот, што би препорачале, која би била вашата порака до сите кои што гледаат? Па видете, како што прашавте дали духовноста и медицината може да се одвојат, така и мојата клучна порака за ова емисија е дека телото само по себе, човекот сам по себе не е тело. Значи, човекот е тело, дух и душа. Но за да може нашиот дух да биде обновен, а со тоа и нашата душа и на крај нашето тело, клучен ни е Бог. Со Божиот дух ние го обновуваме нашиот
дух и така може и телото да оди во здравје и благосостојба. Доктор Весна? Мојата порака би била следна. Современата медицина и покрај сите научни достигнувања ни покажува, не подсетува дека машините можат да го измерат притисокот и пулсот, но не можат да ја измерат човековата надеж. Така да духовноста е таа алатка, тој инструмент кој што ги држи верата и надежта живи. Убаво. Јас за крај би додала дека твојот живот не е определен за пропаст и за пораз, туку за победа. А победата е плодот од личната релација на човекот со Господ Исус Христос. Затоа не чекај, прифати ја подадената негова рака и живеј победнички. Довидување до следниот клуч.